евене во аргумент плюс. Денешната тема е поврзана со правосудството и со последниот избор на суди во апелација, но и во Врховниот суд. Два настани кои што предизвикаат доста внимание во јавноста, особено во стручната јавност. Денеска со мене е Ивана Петковска од Коалицијата за правично судење. Добар ден и добре дојдовте во Аргумент Плюс. Добар ден. Да, во она што сакам на почеток да ја прашам, како генерално ја оценувате постапката за избор на судии во Скопска апелација и во Врховниот суд, имајќи ги предвид оние, би рекол, недоследности кои го следат овој процес? Најпрво во постапката за унапредување на суди, односно за избор на суди во Апелациониот суд Скопје, мора да се истакне дека постапката траеше поприлично долго, со оглед дека огласот за овој избор на суди во Апелациониот суд беше објавен во декември 2023 година, а изборот беше направен во мај 2025 година, односно пред неколку денови. Така што тоа би го истакнале како особено загрижувачко, затоа што премногу долго траат процесите и постапките за избор на суди, нешто што и во новиот закон за судски совет го предвидовме да биде по правило до 6 месеци. Што се однесува до судиите кои што беа избрани од кривичната област, мора тука да истакнеме дека искрено не знам после колку време првпат се случи да бидат избрани првите 4 судии кои што беа на ранг листата и да нема отскокнување од ранг листата, додека тоа не беше пракса во изборот на судии од граѓанската област, каде што имавме повторно непочитување на ранг листата, меѓутоа тоа за жал е нешто што се појавило во судскиот совет и повторно наидовме на образложенија и аргументи кои што не беа доволно за да може да биде зацврстена одлуката која што донесе судскиот совет. Што се однесува до изборот на председател на Врховниот суд на Северна Македонија, за жал тука пред се морам да истакнам дека некако како постава впечаток повеќе аргументи да слушнавме зошто новата председателка судијата Веска Дими не е избрана повторно, него ништо слушнавме аргументи зошто судијата Африн треба да биде председател на Врховниот суд. И уште еден спорен елемент што се јави, меѓутоа сметам дека судскиот совет некако како да посвети доволно внимание е тоа што еден член на судскиот совет беше издеман од комисијата која што ја спроведуваше претходната постапка за избор на председател на Врховниот суд, меѓутоа на седницата немаше издемање од страна на ниеден член на советот и сите членови на советот гласаа за избор на председател. И тоа се можеби двата клучни сегменти кои ги анализиравме ние, можеби на некој начин беа спорни при изборот на председател на Врховниот суд. Да, она што исто така ја го одбележи изборот, особено зборувам за овие во судиите во апелација, точно е дека се прворангираните кадри, меѓутоа точно и тоа дека тие се дел од нив се во роднински врски со високи функционери или советници, дали се тоа во премиерскиот кабинет или сопруга на председателот на Уставниот суд. Дали ваквите случаи ја подкопуваат довербата на граѓаните во судскиот систем, особено ако се знае она што го рековте на почетокот, дека ова е процес кој што трае веќе многу години, би рекли? Видете, ние имаме толку многу ситуации во минатото што и да се случи наредно, нас никогаш не остава сомнеш за дали ќе има одредени влијанија или нема да има влијанија во судството. Меѓутоа, затоа е важно брзо да бидат овие постапки и да се завршуваат во некое разумно време. Она што е важно е аргументите кои што ќе ги понуди судскиот совет и бодирањето на судиите при изборот и унапредувањето на истите, така што многу е важно судиите да бидат рангирани и оценети согласно критериумите, за да немаме впечаток во јавноста дека можеби има влијанија врз изборот, меѓутоа и судскиот совет да ги даде образложението соодветно, аргументирано и индивидуализирано за секој судија поединечно, за да немаме собраш дека има влијанија. Сметате ли дека дава судскиот совет такви образложенија? За дел од судиите морам да истакнам дека еден член на советот даваше многу образложени аргументи и образложенија на гласот кој што ги има дадено за судиите. Навистина се зборуваше и за искуството на судијата и дека учествувал во
менторство и едукација на кандидати од Академијата за суди и јавни обвинители, научни трудови што подготвуваат и слично. Меѓутоа, знаете како, јасно е дека кај нас секогаш се има сомнеш дали извршната власт може би влијае врз судската власт, меѓутоа станува збор за две различни власти и не можеме секогаш да кажеме дека одредени судии се бираат или напредуваат само затоа што имаат можеби некаква поврзаност со извршната власт. Треба сепак и судската власт да ја зајакне својата улога и да ги бира оние најдобри судии кои што ги има, без разлика дали има или нема поврзаност со некои функционери. Затоа многу важно е во тој дел судскиот совет да ги образлага своите одлуки. Колку е важна перцепцијата на јавноста во случаи кога ќе речеме дека нема формален конфликт на интерес, но постои блискост со политиката или со одредени фигури кои што се на високи функции, дали се тоа во судството или во политиката на овој избор. И сега, кога зданува збор за перцепцијата, ние секогаш велиме перцепцијата е многу важна, бидејќи таа ја креира на крајот довербата во судството. Како да излеземе од таа перцепција дека и ваквиот избор до некаде може да биде погрешен? Видете, најдобро работата на судиите, дали некој навистина заслужил да биде напреден, може да се види од нивната работа. И од нивните пресуди кои што ги читаме, и од нивното однесување за време на судењата и начинот на кој што работат и слично. И многу е важно граѓаните, и јавноста пред се да имаат предвид дека судиите, иако може би дел од нив се и поврзани со функционери и се, важно да ја цениме нивната работа како индивиду и како навистина работат во рамките на своето работење. Така што, освен делот што го споменав претходно со образложување на одлуките на судскиот совет, важно е да следиме на работата на судиите и навистина да имаме впечаток дека правилно се рангирани оние судии кои што заслужиле да бидат унапредени и избрани во повисок суд. Ако целиот процес, одредени представници на власта тврдат дека целиот процес на избор на судии ги прекршува процедурите и правилата и дури тие повика и на правна одговорност за председателот на судскиот совет, кој според нив направил суштински пропусти во оваа постапка. Ги следевте од тие начинот на избор, има ли суштински повреди во постапката? За жал сите документи кои што се во текот на постапката за откако е објавен огласот не се јавно објавени, не можеме да видиме што и како е утврдено во истите, меѓутоа за жал не е нешто ново што би евентуално би се случило во судскиот совет. Ние пред 2 недели речиси имавме една одлука за незаконско постапување на судскиот совет при номинирање на судија на Уставниот суд, така што треба да се видат сите оние документи кои што беа посочени, дали навистина е така, доколку има незаконско постапување евентуално од страна на судскиот совет, за истото ќе треба нека или да се поведе постапка да се утврдува дали законски била спроведена постапката и за да видиме дали судскиот совет правилно има донесено одлуката за избор на судии. Ми споменавте дел од аргументите за изборот во Врховниот суд, кој што за многумина беше изненадување од аспект на тоа што профилот на избраниот судија, според одредени познавачи на состојбите, прашање дали одговара на еден вакво високо тело, значи највисокото судско тело, значи ако го изземеме Уставниот суд. Мислите ли дека е потребно подетално образложение на целиот тој процес и избор? Да, затоа и напоменав јас претходно со оглед на седницата што се дискутираше. Впечатокот беше дека повеќе се збореше зошто судијата Беса не е избрана, него ли што се зборуваше зошто судијата Африм треба да дојде на таа позиција, така што образложенијата кои што беа дадени навистина некако како да не ни оставија доволно доверба да веруваме дека судскиот совет го направил или не го направил вистинскиот избор. Има дадено генерално апстрактни генерички реченици се користеа при изборот на овој председател и воопшто не беше конкретизирано која е на што најмногу се повикува судскиот совет при изборот и особено што беше исто така изненадувачки за сите е што председателот на Врховниот суд беше избран со 8 гласови, односно тоа е минимум број на гласови кои што треба да ги добиете за да можете да биде избран. Значи немаше мнозинство
од сите членови на Советот, односно 5 членови на Советот гласаа против неговиот избор. Значи ли ова дека повторно можеа постојат сомневања дека при ваквиот избор политиката ги вмешува прстите, бидејќи кога станувало збор за Врховниот суд, ние наназад неколку години се соочуваме со ситуации каде што или политиката врши притисок врз председателот на Врховниот суд и на останатите членови, или изборите на одредени судии се крајно политизирани. Секогаш кога ќе имаме, пак ќе повторам, не одлука која што немаме содржина позадински, односно немаме добро образложение, ќе се сомневаме дека има некои влијанија при изборот, така што не би можело да кажам дали навистина има или нема влијанија, сепак е одлука на судскиот совет која што е донесена во делот на начинот на кој што беше донесена и со бројот на гласови кој што беше донесен и како беше образложена, навистина остава сомнеж дека можеби и постојат евентуални влијанија за истина. Долго време се зборуваше за реформи во односот на избор на судскиот совет. Дури собранието им изгласа недоверба на дел од членовите на судскиот совет, оние кои што собранието ги предлага и верифицира. Меѓутоа не дојде до оставки во судскиот совет како што тоа можеби очекуваше владеачкото мнозинство. Како понатаму се чини дека таа работа малку како да се изгуби од фокусот на јавноста, но се чини и од фокусот на оние кои што можат да креираат закони и решенија. Какви реформи треба да очекуваме за да се спречи ова што ни се случува? Така, некако како таа работа достана заборавена, иако претходно 2 години сите сме повикувале и апелирале да се дадат оставки членовите на судскиот совет, за жал тоа не се случи и по интерпелацијата видовме дека не се случи, така што ќе чекаме на секој член на советот кој што доаѓа од собрание да му заврши мандатот и истиот да биде заменет со нов член, затоа што оставки нема да се случат. Реформите кои што треба ги имаме пред се, генерално не се толку голем проблем во законската рамка и како е поставен законот, отколку што е проблем како се имплементира законите, како се толкуваат законите. Така што мислам дека новите членови на судскиот совет кои што треба да дојдат во оваа година, тоа се тројца од собранија, 2 по предлог на председателот и 1 на повик на собранија, треба да покажат интегритет и волја за тоа дека треба да се промени нешто во судството, како да би можело малку и довербата да се врати, односно додат напред тие работи, меѓутоа и судиите да почнат да го чувствуваат судскиот совет како тело кое што ќе се грижи за судската независност, тоа што последните истражувања на ОПСЕ што беа правени во делот на ризиците од корупција во судството, покажаа дека судиите немаат доверба во судскиот совет. Така што важно е интегритетот и постапувањето на судскиот совет, а тоа најмногу ќе можеме да го видиме од одлуките кои што ќе ги носи, а измената на законската рамка е само дел од реформата, можеби и најмалку важна, многу е поважно однесувањето и начинот на кој што ќе постапува ова тело. Во дели од препораките и извештаите и на меѓународните институции на Европската комисија пред се посочуваше на улогата на судскиот совет, кој што недоволно добро или недоволно ефикасно ги извршуваше своите задачи. Во меѓувреме се случи смена на председателското столче во судскиот совет и дали од тогаш натаму се забележуваат некакви промени во функционирањето? Па видете, не би рекла дека може би има некои многу драстични промени, сепак мислам истите членови на советот одлуките се носат колективно со гласање. Може би повеќе се смени во тоа што имаме, ајде кажам, помирни седници на судскиот совет, немаме толку многу разбор помеѓу членовите на советот или некоја недолична комуникација, може би во тој дел е малку подобрано. И пак ќе кажам, изборот на судии за кривична област од апелација Скопје со оглед дека беа избрани првите судии кои што беа на ранг листата без да има отстапување е една од позитивните работи кои што се случила во судскиот совет. Подолго време и на овие дебатни емисии кои што тука сме ги правеле сме зборувале многу често за тоа како да се подигне довербата во
правосудството и еден од тие елементи кои што го зборуваме е интегритетот на судиите, но мене ме интересира еден друг фактор, тоа е несомнено, колку политичката волја за вистински промени во судскиот систем може да помогне и зошто тоа не ни се случува. Не би рекла дека треба политичката волја да помогне, треба да помогне волјата на судиите. За жал, ние уште имаме момент во кој што судиите не се доживуваат како судска власт и не сметаат дека не се на исто ниво со судската власт. Многу е поважно судската волја и судскиот интегритет да се истакне и истите судии да покажат дека можат доблесно да се носат со функцијата која што ја имаат и да ја водат судската власт. И мислам дека тоа многу повеќе ќе помогне во независноста на судството, неголи тоа дека треба извршната власт или законодавната власт да ги тргне рацете од судството. Да, но кога зборуваме за притисоци и влијанија, тие најчесто доаѓале од политиката и дали е се тоа од политика или од можеби бизнис моќници, и токму тоа поради тоа се поставува она прашање како судиите да избегаат од канџите на она што се вели политичка или бизнис олигархија. Така, тоа зависи од секој судија поединечно, колку судијата е спремен и способен да се справи со притисоците кои што му доаѓаат и начинот на кој што сакаат да влијаат врз неговата работа. Затоа е многу важно судиите освен да поседуваат интегритет, да имаат и добри способности, односно да имаат знаење, да бидат избрани секогаш оние најдобри правници кои што заслужуваат да бидат судии, кои ќе носат фери правични одлуки, кои што ќе ги водат процесите брзо, ефективно и во разумно време, за да можеме да имаме на крајот судска разрешница. Меѓутоа е важно и кога ќе се има притисокот од страната судиите тоа да го пријавуваат и да штитат судската независност. Некои велат дека одредени големи случаи, како што е овој сега кој што се води во обвинителскиот процес, тоа е случајот Кочани, може да бидат меѓник на она што се вели одлепување од тие стеги кои што постојат или од тој триаголник на судството, политиката и бизнисот. Може ли да овој случај да биде или да представува една пресвртница за судскиот систем, за да може да кажеме дека навистина функционираме онака како што треба во овој сегмент, или пак според се она што гледаме и според можеби обемноста на овој еден процес кој што е пред нас, може да стравуваме за исходот на самиот процес? Најчесто кај нас граѓаните, дел од нив некогаш можеби воопшто немаат влезено во судница и перцепциите за судството ги имаат од овие предмети кои што се од јавен интерес и кои што се големи, на кои што се и јавноста се информира редовно за тоа што се случува на судењата и дефинитивно сите не интересира на крајот каква ќе биде пресудата. Освен судството, јас тука би рекла дека клучна улога би имало јавното обвинителство, какво јавното обвинителство сега ќе ја спроведе истрагата, какво обвинение ќе поднесе и колку истото ќе биде издржано, за да може судството понатаму, односно судот, само да продолжи по патот да донесе правдата на фер и правичен начин, онака како што е пропишано во законите, така што важно ќе биде во тој дел судот да комуницира соодветно и со јавноста, и со странките и учесниците во постапката и да имаме предмет кој што ќе има фер и правично судење и кој што ќе ја задоволи правдата на крајот на денот. Се уште е можеби рано да се зборува за обвинителскиот процес во овој случај, но според она што досега го видовме, можеме ли да оцениме дека имаме квалитетен и задоволителен процес или ќе треба да почекаме на еден ваков одговор? Не би можела тоа да го коментирам со оглед дека се уште трае истрага, има осомничени, меѓутоа ние не знаеме обвинителството која теорија на случај ќе ја застапува. Дали предметот ќе биде еден за сите, дали ќе се поднесат повеќе обвиненија. Мислам дека најдобро ќе биде да почекаме обвинителството да поднесе обвиненија и да даде соопштенија за тоа како ќе ја води таа кривична постапка понатаму. Петковска, ви благодарам за ова интервју за ТВ Аргумент. Ви благодарам и на вас, пријатно. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на Аргумент Плюс. Останете и натаму со нашата програма.